civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Mnogo kratko, особено затоа што у последниот период имам серија од текстови кои ме радува што се извонредно читани и се разбира паралелно нападнати од трол фабриките на ултрадесничарите. Јас би можел накратко да го искоментирам тоа на следниот начин. Прво, непознавање, основно непознавање, кое ќе кажете не мораме да одиме во Европа, во Европска Унија. Прво и основно никој не тера да влеземе во Европска Унија, туку ние молиме да влеземе во Европска Унија, оној што не е задоволен со состојбите во својата земја, кога ќе ја премине границата, не гледа кон исток, туку гледа точно кон Европска Унија. Добро, и други земји, меѓутоа земјите на Европска Унија се првата адреса каде што тропнува и оној што се наоѓа во тие тајфи, што исто така е многу сериозно, кога ќе погледнете вие, кога ќе кажете европски вредности, веднаш се мисли на нешто што е поврзано со Европска Унија. Се извинувам, ама европските вредности се однесуваат на европските вредности, на вредности кои се произлезени, родени, елаборирани, размислувани, контемплирани, применети или нападнати во Европа, на континентот Европа, исто како што можете да кажете цивилизацијски вредности. И во голем дел тие и ќе се поклопат, односно се поклопуваат. Или ќе кажете зелени вредности. Кој ќе кажете зелени вредности, дали мислите само на екологија или на или мислите на само еден одреден дел од планетата или на целата планета. Тоа е исто така и за европските вредности. Значи, вие можете да негувате европски цивилизацијски и зелени вредности без оглед на тоа дали сте членка на Европска Унија или членка на БРИК или на некоја друга асоциација. Ве молам. Значи, мора еднашка да се каже многу гласно тоа дека луѓето мора да почнат да разбираат што подразбира самиот збор вредности. Затоа што и нацистите имаат своји вредности, кои се спротивни на европските. Колку тие националистички вредности се застапени во медиумите? Апсолутно многу. И тоа не е само отворено во оние уредништва каде што тоа е основна стратегија и концепт на градење на медиумската продукција, туку во огромен број медиуми може да се препознае латентна националистичка нишка во известувањето и тоа пред се заради тоа што не се разбираат поимите. Јас не сакам да прејудицирам дека новинарките и новинарите на кои им се испушта да манифестираат извесен националистички или антимултикултуралистички став или позиција, туку затоа што некои работи едноставно не се знаат. Знаете, сите ние имаме предрасуди за кои и самите не сме свесни понекогаш и треба да се работи човек на себе. Знаете што? Се работи за следно. Една ствар е да имате политичка волја, или пак уредувачка, медиумска волја, интелектуална волја, човечка волја, да придонесете кон развојот на медиумите во смисла на промоција на мултикултурализмот како една од основните вредности на европските вредности. А друга ствар е тоа да имате волја и да научите нешто за тоа. И да седнете и да научите. Едноставно да научите да ги видите практиките, да видите што значи тоа во филозофска, во обштествена, во друга смисла на зборот, па и во смисла на меѓучовечки односи, во односи меѓу заедниците. И заради тоа, кога се наоѓате во ситуација да правите медиумска продукција и да информирате, знаете што, имате многу сериозна обврска. Затоа што една работа е вие да кажете моја работа е дали ќе одгледам јас патлижани или краставици оваа година, да имате право да одгледате патлижани или краставици или и двете.
ама друга работа е кога тоа ќе го изнесете на тезга во пазар. И ако таму имате производ кој може да наштети на јавното здравје, тогаш имате одговорност. Истото е тоа. Или да ја парафразирам новозеландската премиерка кога се обрати до Фейсбук, кога кажа, вие не можете да правите милиарди од тоа што го правите, нели, од тоа што имате Фейсбук платформа или медиумска платформа, а при тоа да не сносите одговорност за тоа што се наоѓа таму на вашата платформа и што се може да предизвика во општеството. Тоа го кажа, впрочем, по страотниот трагичен инцидент во кој загинаа десетици луѓе во Нов Зеланд од еден терорист пред некоја година. Знаете, имате обврска да ја сватите својата одговорност и како такви да учествувате во медиумскиот или во јавниот сообраќај или комуникации. Една ствар е многу битна да се запомни, а тоа е дека постојат во светот и во Европа и воопшто во светот има најмалку два различни модели во кои општеството, односно државата ги регулира овие прашања. Имате еден концепт кој е најпроминентен, најдобро развиен во Соединетите Американски држави, каде што одговорноста, односно потребата да се промовира мултикултурализмот, значи не е само европска вредност мултикултурализмот, нели? Е според така наречениот модел laissez-faire, што значи да се препушти на настаните, на околностите во општеството. Додека во Европа имате државен интервенционизам. И двете имаат и добри и лоши страни. Во Македонија имате ситуација во која државниот интервенционизам зависи од политичката волја на оној што е на власт или на онаа структура што е на власт, иако таа често пати знае да биде обратно од она што го промовира Уставот, односно што го регулира Уставот и законите. Па така вие имавте еден режим во кој 11 години се беше по Устав и по закони на хартија, меѓутоа во пракса имавте едно крајно националистичко однесување и на власта, и на институциите, систематско насилство и репресија, и тоа се реперкуираше, се огледуваше и во медиумите. После 11 години таква практика во медиумите, тешко после тоа можете да видите медиуми во Македонија кои промовираат мултикултурализам од некоја изворна генеричка или пак навистина определба која ја прифатиле уредниците, газдите и така натаму. Интервенционизмот во медиумите, во поглед на промовирање на општествени теми, како што е мултикултурализмот, подразбира буџетирање, подразбира политики, подразбира и едукација, подразбира јакнење на јавната свест. Во Македонија мислам дека тоа има голема потреба од тоа, меѓутоа мора подобро да се елаборира, мора подобро да се разбере и, што е најважно, мора да се внимава тоа да не стане уште еден начин на развој на клиентелизмот меѓу медиумите и власта, во кој, нели, мастери стана фамилијата на оној што е во Будимпешта, меѓутоа клиентелизмот во медиумите, или односно меѓу медиумите и власта и во денешно време се забележува како една пожелна дестинација на уредување, односно продуцирање на содржини кои се исклучително важни, бидејќи се во јавната комуникација. Медиумите имаат обврска, да завршам тука, извинете, да не одземам повеќе време, медиумите имаат обврска да сватат дека промоцијата на мултикултурализмот и на европските вредности мора да ја постават на одредени основи и да имаат јасна уредувачка политика во однос на јавноста, за да знаеме со кого се имаат работа. Дели, со сета почити кон оние кои не се согласуваат. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.